Советот на град Скопје едногласно ја прифати иницијативата за дислокација на цементарницата Усие, поднесена од Зелен Хуман град по 13-часовна седница, на која, како што соопштија од движењето, за прв пат биле обединети сите политички групи во Советот околу ова прашање. Со усвоените заклучоци, град Скопје е задолжен да се обрати до Министерството за животна средина и просторно планирање, со официјално барање да се испита работењето на цементарница Усие и на сите големи индустријски загадувачи, како и дали целосно ги исполнуваат условите и обврските од дозволите за работа и важечката еколошка регулатива. Министерството треба во најкраток рок да го извести градот за резултатите. Истовремено, од Државниот инспекторат за животна средина се бара да спроведе серија ненајавени вонредни инспекцијски надзори, со цел да се утврди фактичката состојба, почитувањето на еколошките стандарди и дозволените емисии, како и примената на мерките за заштита на животната средина и здравието на граѓаните. Советот ја повикува општина Кисела Вода врз основа на наодите и мислењата од надлежните институции да води особена сметка при изработката на деталните урбанистички планови. Истата обврска се однесува и на останатите општини во составот на град Скопје и на самиот град со цел усогласен и удружлив пристап во просторното и урбанистичко планирање. Дополнително, градоначалникот на град Скопје задолжен е да се обрати до владата за да се разгледа можноста за започнување постапка за дислокација на Усија и на други големи индустријски загадувачи на соодветни локации надвор од Скопската котлина, согласно Законот за животна средина и просторниот план. Градоначалникот на град Скопје Урце Георгиевски информира дека Советот на град Скопје едногласно го усвоил буџетот за 2026 година, без ниту еден глас против, со што, како што вели, се поставуваат темелите за силен развоен циклус и финансиска консолидација на градот. Новиот буџет според него представува јасен доказ дека со ред визија и одговорна работа се постигнуваат конкретни резултати во интерес на граѓаните и иднината на Скопје. Основниот буџет на град Скопје изнесува 5 милиарди 201 милион 600 илјади денари, што представува зголемување од 12,4% во однос на 2025 година. Ова зголемување е резултат на засилена и одговорна наплата на приходите во период од само месец и половина, со што на крајот на годината се очекува пренесен вишок од над 400 милиони денари. Капиталните инвестиции во основниот буџет изнесуваат 1 милиарда 787 милиони денари, или 34,4% од вкупниот буџет. За споредба, во 2025 година, капиталните инвестиции изнесувале 1 милиарда 344.160 денари, односно 28,9%. Буџетот за образование зголемен е за 7,5% во однос на минатата година. Дополнително се пренесуваат 68 милиони денари вишок од блок дотациите за изградба на ново училиште. Културата исто така добива силна поддршка со буџет од 159 милиони 831 илјада денари, што е повеќе од двојно зголемување во однос на 2025. Меѓу капиталните проекти се издвојува изградбата на Луна парк, кој ќе биде завршен во текот на 2027 година, како инвестиција од 90 милиони денари за детски катчиња, игралишта, фитнес справи и слично. Предвидена е директна поддршка за јавните предпријатија и културните установи со јасна цел за нивно раздолжување и стабилизирање до првата половина од 2027 година. За таа намена се издвојуваат средства за комунална хигиена, паркови и зеленило, дрисла, лајка, улици и патишта, како и рекордни 920 милиони денари субвенции за ЈСП Скопје. Советот на општина Центар на третата седница едногласно го усвои буџетот за 2026 година. Проектираниот основен буџет на општина Центар за наредната година изнесува 1 милиарда 217 милиони 450 илјади денари и представува највисок буџет досега. Од вкупниот износ 527 милиони 230 илјади денари, односно 43%, се наменети за капитални инвестиции, додека 690 милиони 220 илјади денари, односно 57% се планирани за тековни оперативни расходи, известуваат од општина Центар. Секој динар е насочен кон проекти што носат подобри услови за живот, поквалитетно образование, повеќе грижа за најмладите и повозрастните и уреден јавен простор. Ова е буџет со кој ги исполнуваме ветувањата дадени пред граѓаните, истакна градоначалникот Горан Герасимовски.
Во делот на капиталните проекти од општината велат дека се планирани значајни вложувања со долгорочен ефект. Општина Центар обезбедува средства за изградба на модерен дом за стари лица, со услови усогласени со европските стандарди, додека за најмладите се предвидува нова детска градинка во близина на клиничкиот центар Мајка Тереза, со капацитет до 100 деца. Овие проекти, велат од општината, се клучни за подобрување на квалитетот на живот на сите генерации. Во рамките на стратешките инвестиции се планира изградба на граѓанско-административна зграда која ќе биде символ на отворена и достапна општина со капацитет од 300 паркинг места. Во образованието се инвестира и преку изградба на 2 нови базени во основните училишта 11 октомври и Димитар Миладинов. Како дел од капиталните вложувања од општина Центар велат дека значително го зголемуваат буџетот за зеленило на 20 милиони денари со цел заштита и унапредување на животната средина во урбани услови. Значаен раст, велат надлежните, има и во вложувањата во социјалната заштита, образованието и културата. Еднократната парична помош за новороденче во следната година се зголемува од 7 на 10.000 денари, а финансиската поддршка за повозрасните граѓани од 2.500 на 5.000 денари. Општина Аеродром започнува со интензивни контроли и мерења на прекумерната бучава со цел заштита на здравието, мирот и квалитетот на живеењето на граѓаните, информираат од општината. Овластените инспектори за животна средина на општина Аеродром ќе спроведуваат интензивни и континуирани контроли со посебен фокус на угостителските и туристичките објекти со цел доследно почитување на законските одредби, велат од општината. За непочитување на законските норми предвидени се високи парични казни. Глобите се изрекуваат доколку нивото на бучава при вршење на угостителска или туристичка дејност ги надминува пропишаните гранични вредности. Општина Аеродром упатува апел до граѓаните, доколку се изложени на прекумерна бучава, случаите веднаш да ги пријават на електронската адреса inspekcija@aerodrom.gov.mk. Со заедничка одговорност и почитување на законите, општина Аеродром продолжува да работи на обезбедување мирна, уредна и здрава животна средина за граѓаните, велат од општина Аеродром. Општина Илинден и оваа година во соработка со општествено одговорни компании подготви интересни содржини за жителите, каде од 26 до 28 декември на новоизградениот парк, плоштад во населеното место Марино, под мотото Патека на радост, се одржува новогодишен базар, известуваат од општината. Базарот под покровителство на општина Илинден и на неколку општествено одговорни компании ќе понуди богата и разновидна програма наменета за сите генерации. За најмладите посетители предвидени се средби со Дедо Мраз, Маша и Медо, театарски представи, танцови настапи и магионичарски перформанси, создавајќи вистинска празнична магија. Истовремено, љубителите на современата музичка сцена ќе имаат можност да уживаат во настапи на едни од најпознатите македонски изведувачи: Тони Зен, Јанг Дади, Таско, Пајак, Диџеј Поно, што ветува одлична атмосфера, особено за помладата публика. Од општина Илинден ги покануваат сите жители да го посетат новогодишниот базар, да се дружат и да се забавуваат во овие празнични денови. Таму е Скопје, град мој љубав лише.